Беса на Билал Касами достави до владата своји предлози за уставни амандмани, измени на уставот за унапредување на статусот на албанците, бара и партијата на Зијадин Села. Disa prej tyre janë çështje të hapura, çështje historike e të popullit shqiptar dhe për të cilat është angazhuar Lëvizja Besa prej themerimit të saj. Дури господинот Заев зема околу 56.000 албански гласови, кажувајќи дека албанскиот јазик ќе биде официјален јазик во Македонија. За партиите на албанците кои се на власт, овие барања се маркетинг на опозицијата. Дневна политичка пропаганда за ситно профитирање од нивна страна на големи национални теми кои што веќе се истрошени затоа што веќе го усвоивме законот за јазикот во Собранието на Република Македонија и тој само што треба да се објави во службениот весник со потписот председателот Џафери како и господинот Иванов. Për shqiptarët e Maqedonisë nuk ka интерес më të madh se sa antarësimi në НАТО. Но независно од политичката полемика, има ли правна основа за барањата на Касами и Села? Во преамбулата на Уставот да се врати текстот од рамковниот договор од 2001-та, во кој Македонија е дефинирана како држава на сите граѓани. Албанскиот јазик да стане официјален на целата територија на државава, да се наведе дека Македонија ќе се грижи еднакво за граѓаните од сите етнички заедници кои живеат во диаспората и председателот на државата да не може да блокира закони кои повтор пат се усвоени во Собранието. Ова се предлог амандманите што лидерот на едното крило на Беса, Билал Касами, ги достави до премиерот Зоран Заев. Бара тие да се вклучат во пакетот уставни измени за името. Своји предлози во иста насока подготвуваат и од Алијанса за албанците. Но експерти по уставно право што ги прашавме за став, како асистентот на правниот факултет во Скопје Денис Прешова, велат дека дополнителни барања во оваа фаза од постапката немаат основа. Изготвувањето на нацрт амандманите представува втора, односно трета фаза од постапката и таа е детерминирана од претходните фази. Поточно, член 194 од Деловникот определува дека предлогот за пристапување кон измена на Уставот треба да содржи конкретни насоки и причини за изменување и дополнување на Уставот. Во конкретната ситуација, тоа е имплементација на Преспанскиот договор. Со одлуката за пристапување кон измена на Уставот, во основа се прифатени конкретните насоки и причини предвидени со предлогот. За Прешова и заклучокот што се усвојува веднаш по донесувањето на одлуката за пристапување кон измена на Уставот, ги потврдува рамките во кои ќе се изготвуваат нацрт амандманите. Врз основа на одлуката и заклучокот понатаму се изготвува нацртот. Поради ова, од процедурален аспект, не е допуштено нацрт амандманите да ги надминуваат или да отстапуваат од рамките поставени со конкретните насоки и причини кои се предвидени со предлогот и кои се усвоени со одлуката за пристапување кон измена на Уставот. За такви амандмани, предлогот треба да содржи конкретни насоки и причини, а тоа не е случај во конкретната ситуација. Соочени со ваквиот став, иницијаторите на дополнителни амандмани се повикуваат на своји правни експерти. Disa si jemi konsultuar me ekspert juridik gjatë përpillimit të këtyre kërkesave dhe jemi në konsultime të vazhdueshme. Nuk duhem të prejudikojmë dhe të mendojmë që në asnjë mënyrë nuk do të pranojmë propozimet tona, përkundër jemi optimist. Dhe nëse dikush nuk besonte se do të mblidhen 2/3 për të votuar ndryshimet kushtetuese, në fund ndodhi dhe ne mendojmë që edhe në këtë rast në fund do të kryhet çdo gjë me sukses dhe shumica e propozimeve tona do të jenë pjesë përballëse e tekstit. Amandmani се пишуваат и во Алијанса за албанците. Генералниот секретар на партијата Арбен Таравари вели дека не станува збор за пазарење, туку за легитимни и правно издржани барања. Дојдовме во ситуација кога зборуваме за криминалци, луѓе кои што сакаат да убијат, зборуваме дека можеме нив да ги амнестираме, а за албанскиот јазик за уставна категорија никако не можеме да збориме. Едното не е табу, другото е табу. Ова се ненормални работи во едно општество. Но во оваа фаза на отварање на устав со цел имплементација на Преспанскиот договор, во таа дефинирана рамка, барање надвор од Преспанскиот договор се смета како отстапување од целта и причината заради која е отворен уставот. Видете, уставот кога е отворен последен пат? 2002 година, така? Сега сме 2018 година, 16 години. Следниот пат може би ќе се отвори 2035 или никогаш нема да се отвори. Затоа ништо не е табу да се отвори да се збори, отворено да се збори.
се е моментот кога може да се направат одредени промени за кои што стоеше и премиерот и сите албански партии. Но освен правните пречки за кои зборува асистентот Денис Прешова, партиите на албанците добиле пријателски совети за предпазливост од представници на меѓународната заедница. Вашиот лидер имаше можност да се види со господинот Палмер. Што му кажа Палмер? Kjo çështje është informuar edhe zotëri Palmer për iniciativën e lëvizjes Zbesa që dëshiron që të bëjë ndryshime kushtetuese. Mendoj të gjithë e kanë të qartë për momentin e rëndësishëm dhe momentin historik dhe kujdesin që duhet patur në proces, por edhe qasja jonë është me kujdes maksimal, duke u munduar që të kontribuojmë, po jo të pengojmë ose të rrezikojmë procesin. Американскиот дипломат Метју Палмер пред една недела се сретна со раководствата на сите партии на албанците застапени во собранието. Според нашите извори, за сите го имал истиот совет, да не се комплицира процесот на уставни измени за името. Владеачките партии сметаат дека како и да одиграат Селајка сами, процесот нема да биде загрозен. Мислам дека они од своето елементарно непознавање веќе проаѓаат во поле на дневна политика, на искористување на ситуацијава и јас сум убеден дека нема да представува никаква пречка за целиот овој процес, а на крај на криштата па сметам дека ќе имаме многу повеќе од 80 гласови во следното гласање, нивните 4 гласови се нерелевантни во целиот овој процес веќе. Mendoj që ndodhemi në një rast historik pas shumë mundeve, peripecive dhe sakrificave dhe gjithë spektri politik në vend duhet të jep shans për mbylljes së këtij procesi dhe antarësimit e vendit në NATO. Andaj, për gjithë faktorëve politikë në vend kërkohet konstruktivitet dhe mbështetje në këtë drejtim.